Главната опозицијска партија во Туркија, Републиканската народна партија ДЖХП, се соочува со една од најголемите внатрешни кризи во својата понова историја, откако судска одлука привремено го поништи нејзиното актуелно раководство. Апелацијскиот суд во Анкара пресуди дека конгресот на ДЖХП одржан во ноември 2023 година, на кој Озгур Озал беше избран за председател на партијата, е правно невалиден според принципот на апсолутна ништовност, со што привремено беа вратени поранешниот лидер Кемал Киличдароглу и неговата администрација. Но како главната опозиција во Туркија заврши во ваква ситуација? На 38-тиот редовен конгрес одржан на 4 и 5 ноември 2023 година, делегатите го избраа Озгур Озал за нов председател на ДЖХП, со што заврши долгогодишното лидерство на Кемал Киличдароглу и беше формирано ново партиско раководство. Речиси година и пол подоцна, натрепартискиот спор се префрли во судница, кога неколку делегати, меѓу кои поранешниот градоначалник на ХТ од ДЖХП Луфтус Саваш, на 15 февруари 2025 година поднесоа тужби барајќи поништување на Конгресот. Müvekkilim Sayın Lütfü Savaş adına Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılındaki 38. kurultayında yaşanan usulsüzlükler ve delegelerin iradesinin sakatlanması iddiaları ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Тужбите содржаа обвинувања за манипулација со гласањето, процедурални нерегуларности и тврдења дека волјата на делегатите била нарушена. Со текот на времето, одделните тужби беа споени, а 38-тиот конгрес стана предмет на единствен високопрофилен случај за поништување пред 42-тиот основен граѓански суд во Анкара. Врз делегатите бил вршен притисок за да се промени изборниот исход, при што во хотели биле делени долари, биле подарувани iPhone и iPad уреди, а на некои делегати им биле ветувани куки, автомобили или работни места во замена за гласови. За време на редовниот конгрес на ДЖХП, одржан на 4 и 5 ноември 2023 година, слободната волја на некои делегати била нарушена преку пари без трага, iPhone и iPad и ветувања за работни места во општини управувани од ДЖХП, зашто на крајот била обезбедена победа за Озгур Озал и неговата администрација. Од сите беше побарано да го фотографираат своето гласачко ливче и да го испратат. И јас го направив истото, а фотографиите се дел од предметот. Председателот на огранокот во Ерзурум добил околу $300,000. Знам дека ги земал парите затоа што и мене ми даде дел. Додека случаите за поништување се водеа во Анкара, раководството на ДЖХП донесе политичка одлука што додаде нов слој на сложеност на 21 март 2025 година, објавувајќи дека ќе свика вонреден конгрес. Ова создаде постојана тензија меѓу тековните тужби и календарот на конгресите, а таа тензија стана една од главните карактеристики на тој период. На 6 април 2025 година делегатите на ДЖХП се собраа на вонреден конгрес, а Озгур Озал повторно беше избран за генерален председател на ДЖХП. Набргу потоа на 24 април 2026 година делегатите Илмаз Осканат и Хатип Кара Алслан поднесоа заедничко барање до 41-тиот основен граѓански суд во Анкара, барајќи поништување на овој конгрес и изрекување привремени мерки. Во барањето се наведува процесите како редовниот конгрес од 4 и 5 ноември 2023 година, особено конгресот на огранокот на ДЖХП во Истанбул, беа засенети од финансиски сделки, незаконски практики и интервенции што ја подкопаа демократската волја. Одлуките донесени новија конгреси се ништовни. Вонредниот конгрес одржан на 6 април 2025 година, изграден врз основа на оваа состојба на ништовност и затоа е целосно невалиден од почеток до крај. Во септември 2025 година, граѓански суд во Истанбул нареди привремено разрешување на председателот на Истанбулскиот огранок на ДЖХП и извршниот одбор избрани на 38-тиот редовен конгрес на Истанбул, назначувајќи привремена управа на нивно место. Со тоа една од најважните покрајански организации на ДЖХП остана под судски назначено управување, додавајќи го случајот во Истанбул на пошироките обвинувања поврзани со конгресниот процес. Откако повеќе од 900 делегати потпишаа петиција, ДЖХП поднесе барање до локалната изборна комисија за одржување уште еден водреден конгрес на 21 септември 2025 година. Подосна еден делегат на ДЖХП се жалеше прво до окружната, а потоа и до покрајинската изборна комисија, барајќи поништување на овој конгрес, зашто спорот стигна пред Врховниот изборен совет на Туркија.
Сред овој хаос, ДЖХП го одржа својот 39-ти редовен конгрес меѓу 28 и 30 ноември 2025 година, додека двата претходни конгреси се уште беа под правен надзор. Пред 39-тиот конгрес, споровите околу покраинските конгреси и изборот на делегати повторно завршија на суд, со тужби што бараа поништување на некои локални избори и ја доведуваа во прашање легитимноста на поширокиот конгресен процес. Во текот на 2025 година, 42-тиот основен граѓански суд во Анкара ги разгледуваше споените тужби за поништување на 38-тиот редовен и 21-тиот вонреден конгрес на ДЖХП. Судот одржа повеќе рочишта и ги разгледуваше обвинувањата за нерегуларности при гласањето и прекршување на партиските правила. На 10 ноември 2025 година, судот ја објави образложената одлука, наведувајќи дека случајот станал безпредметен поради случувањата по спорните конгреси и дека нема потреба да се донесе пресуда за самите барања за поништување. Делегатите што ја поднесаа тужбата ја оспорија оваа одлука за безпредметност и побараа повисок суд целосно да ги преиспита спорните конгреси. Како резултат, предметот на 11 ноември 2025 година беше префален од 42-тиот основен граѓански суд во Анкара до регионалниот суд на правдата во Анкара. Во мај 2026 година, нов елемент беше додаден во правната и политичката дебата околу сомнителниот конгресен процес на ДЖХП, изјавата на поранешниот градоначалник на УШАК од ДЖХП, Озган Јалим. Јалим се дочеше според одредбата за ефективно кајање во турското законодавство, тврдејќи дека пред конгресот биле распределени 1,2 милиони турски лири и дека на делегатите им биле нудени работни места за поддршка на кандидатурата на Озгур Озел. Неговите изјави ги засилија тврдењата дека конгресниот процес може би бил под влијание на финансиски и политички интереси, а не исклучиво по слободната волја на делегатите. На 6 мај 2026 година се одржа рочиште во поврзан кривичен случај, во кој неколку истакнати личности од ДЖХП, меѓу кои градоначалникот на Истанбул Екрем Имамоглу, градоначалникот на Измир Џемил Тугај и претседателот на Истанбулскиот огранок Озгур Челик се соочија со обвиненија поврзани со наводна изборна измама. Некритичниот граѓанско правен развој во случајот следуваше кратко потоа на 21 мај 2026 година, кога 36-тиот граѓански совет на регионалниот суд на правдата во Анкара ја поношти претходната одлука за безпредметност и го прогласи 38-тиот редовен конгрес на ДЖХП за правно ништовен според принципот на апсолутна ништовност. Судот пресуди дека конгресот одржан на 4 и 5 ноември 2023 година бил невалиден уште од самиот почеток поради сериозни прекршувања и дека сите последователни конгреси и партиски тела формирани потоа исто така се ништовни. По пресудата, поранешниот градоначалник на Хатај Луфту Саваш, кој поднесе една од тужбите, ја опиша одлуката како пресвртница што оди подалеку од партиската политика. Varsa bir şaibeyle ilgili insanların ayıklanması, yoksa da partimizi hiç kimsenin kirletmemesi gerektiğini düşündüm. Bu nedenle bu davayı açtım. Ama bugün bu dava sonuçlandı. Gerçekten de belki de Türk siyasi tarihinin en önemli davasıydı. Како резултат на пресудата, раководењето на Озгур Озел беше суспендирано, додека Кемал Киличдароглу и партиското раководство пред 38-тиот конгрес беа привремено вратени. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.
Ден по одлуката за апсолутна ништовност, раководството на ДЖХП презеде правни и институционални чекори за да ја оспори пресудата пред регионалниот суд и Врховниот изборен совет на Туркија, барајќи да се блокира нејзиното дејство. Сепак, двете институции ги отфрлија приговорите, оставајќи ја во сила одлуката на регионалниот суд. Иако е правосилна, одлуката се уште не е конечна, а ДЖХП има право на жалба до највисокиот апелацијски суд во Туркија во предвидениот рок. Додека Туркија ги следи овие случувања, клучното прашање сега е дали оваа правна битка на крајот ќе ја зајакне внатре-партиската демократија во ДЖХП или дополнително ќе ги продлабочи поделбите во главното опозицијско движење во земјата.